Добар ден, добро вечер. Добар ден и добро вечер и за мојот соговорник во овој мал серијал од 50 на минути интервјуа на Словени на крајот од што телевизијата на Вестникот Слободен печат, слободна телевизија, во седмични интервали ги емитува до крајот на оваа календарска 2022 година. Денеска мој соговорник е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Добар ден и добро вечер и за вас. Добар ден, благодарам на поканата. Одговорно е секако да се биде министер, а посебно на министер на полицијата. Секако дека одговорност има без разлика која позиција да имате. Заради тоа што најважната карактеристика мора да биде одговорност и да знаете дека сте тука во име и за граѓаните. Така да тежината, би рекол, или одговорноста е поголема токму заради тоа што сепак ова е еден репресивен апарат кој што мора да работи и да превзема репресивни мерки. Покрај сите други, превенцијата, и превенцијата и сите други работи, меѓутоа на крајот мерката е репресијата. И да имате секогаш некој што не е задоволен. Поради напишана казна за сообраќајен прекршок, одземена возачка дозвола или на низ други работи кои што се или откриен лоповлук може. Така, сето тоа значи што е, меѓутоа важно е да имаме транспарентност во работата и да се има неселективност во работата. Зошто да го употребиме терминот демократија за вашето министерство? Може. Во смисла на транспарентност? Може и треба да го употребиме заради тоа што интенцијата на секој еден треба да биде во оваа држава да јакне демокрацијот капацитет на институциите. Ке се вратиме ако јакне демокрацијот капацитет на институциите, тогаш ќе јакне и демократијата генерално во државата. Ке се вратиме во тек на разговорот на тие теми за структурата главно и на министерството, но ајде да почнеме со една добра вест. Деновиве нашава држава, Република Северна Македонија, е рангирана на едно безбедно место, да кажем, во регионов дури меѓу најбезбедните. Сме побезбедни и од Соединетите Американски држави и од Кина на таа ранг листа. Убаво е тоа да се слушне? Секако дека е убаво. За сите нас е убаво да се слушне. Знаете, некако се навикнавме, можеби во изминатите години да слушаме само лоши вести. Или сензација да бидат лошите вести. Јас сакам сензација да бидат и добрите вести. Да, секогаш кога нешто не е во ред, кога има одредени пропусти така натаму, тоа треба да се соопшти кај граѓаните. Меѓутоа и за убавите работи мора да им кажем. Затоа јас го земав и овој слайд во кој што се покажува точно или за последните 5 години. Последните 5 години како напредува безбедноста. И кога говориме за безбедноста во државата, субјективно е јас што ќе кажам. Или вие или било кој друг. Меѓутоа параметри на кои што се ценат преку вакви релевантни институции, организации и така натаму, едноставно Global Peace Indexот, тој мерит систем за мерит систем кој што цени многу параметри во делот на безбедноста и јас сум горд. Меѓутоа ова не е мој успех или успех на владата. Ова е успех на вработените во македонската полиција, заради тоа што многу посветено се грижат за безбедноста во државата и сите тие стратешки приоритети кои што ние како раководство ги поставуваме мора да ги реализираат. Членството на Македонија во НАТО е импут во ова? Во ова рангирање? Секако дека и членството во НАТО е еден од моментите во рангирањето и на некаков начин гради перцепција во овој дел. Меѓутоа, морам да признам дека партнерството македонска полиција, граѓаните и медиумите. Значи, не можеме да го Сакате да ми кажете, променете цела таа филозофија на односот на полицијата кон граѓаните и граѓаните поинаку интеракцијски го примаат тој однос? Апсолутно, тоа може да се примети, тоа може да се види низ истражувањата кои што низ годините ги правиме, не само вака како следење на трендовите, туку генерално истражување на јавното мислење. Ќе видите дека и довербата во институцијата расне, меѓутоа најважно е што веќе таа врска на партнерство е многу зајакната. Јас сум посебно благодарен на секој граѓанин, меѓутоа и на секој медиум и медиумски работник. Немаме причина граѓаните да се плашиме од полицијата или имаат причина да се плашат само некои одредени, личности? Не, од полицијата не треба да се плаши никој кој што
честно и одговорно настапува во државата. Секој оној кој што е криминалец, се занимава со криминални активности, треба да се плаши од своите постапки, не од полицијата. Какви се реакциите? Знаете, мене многу ми смета кога ќе слушнам констатација од било кој граѓанин или зошто ми смета, да речеме во делот на сообраќајот, ќе возиме полека, има многу полиција. Ми смета заради тоа што ние треба, реформите не значат легислатива, реформите значат реформа на умот. Министре ни треба 100 години како англиската треба, нели? Но казните помагаат, веројатно ќе дојдеме и до казните. Помагаат и казните, меѓутоа без разлика на тоа ние мора да разбереме дека тоа што го правиме заради нашата безбедност. Ова убава вест, какви се одгласите, како вие ги примате лично вака емотивно од колегите и од регионот и од вашите колеги министри? Јас сум горд на сето она што е постигнато. Многу имаше добри одгласи внатре во институцијата, значи луѓето почувствуваат дека тоа што го прават во изминатите години им е признаено. И дека дава резултати. Тоа е на глобален план. Секако дека и регионално оценката ова влие и на угледот на македонската полиција во регионот и во рамките на ова на глобален план тоа е тоа. Денешната наша држава тука се рангира и тоа е нели вест за почит. Но ајде да се вратиме малку на нашиот домашен терен тука на микро на овој гоблен наш македонски. Повторно има дојави за бомби, вознемирување, школи, ученици, наставници и така натаму. Еден гаф направи министерството со едно дете со апсини. Се расчистили таа ситуација и сега ме интересира што е ова, има ли некои индикации од каде ова доаѓа, ќе се смирили ситуацијата, не сме само ние, целиот регион е офетен. Да потенцираме. Прво, ја тоа често пати го кажувам. Нашата извонредно геостратешка положба како држава е навистина отвара големи можности или привилегија за многу добри работи во државата. И секој од нас е горд што државата се наоѓа на крстосување на двата коридори, спојување и така натаму. Меѓутоа, секогаш добрата геостратешка позиција представува и сериозен предизвик и ризик по делот на безбедноста или други закани кои што ни се случуваат. Зошто? Заради тоа што пред се големите геостратешки играчи ги испреплетуваат нивните интереси тука на ова парче земја. Овој сектор информатички во министерството. Може ли нешто да соопштите до какви сознанија доаѓа, до какви индикации има? Ова е класично. За потоа да ве прашам, аналитичкиот сектор што предвидува, од каде ова може да доаѓа, од кои причини? Само ќе дојдеме до сите тие прашања. Ова е класични хибридни напади кои што се случуваат не само кај нас, туку и во целиот регион. Ние укажавме дека имаме отворено истрага по однос на сите овие дојави кои што ги имаме, работиме заедно со сите партнерски служби кои што се вклучени, ги знаеме од каде идат мейловите, какви се и така натаму. И сега може ли да соопштите од каде доаѓаат или се уште тоа е, јас веќе кажав дека затоа што во некои други држави, Србија на пример, Босна, имаат индикации од каде доаѓаат. Имаме и ние. Јас спомнаа Швајцарија, вие неодамна се вративте од деновиве. Имате ли таков муабет се да разговараме ние на сите нивоа, на сите овие конференции, значи со сите средби кои што ги имаме, една од главните теми покрај миграцијата и овие хибридни или сајбер напади кои што ги имаме. Само сакам да се навратам на почетокот таму кај што ме прекинавте. Во однос на тоа дека Министерството направило гаф, не прави Министерството гаф во однос на повикувањето. Заради тоа што било која индиција да имате, дека имаме можен сторител, таа индиција мора да биде испитана. Добро, се избрзали што тоа излезе во јавност? Видете, информациите секогаш излегуваат во јавност. Так. И знаете дека имаше и осомничено лице за кое што беше исто преведено и претрес направен дома и за дојавите за бомби во јавното сообраќајно предпријатие. Значи, секој еден за кој што имаме индиции, таа индиција не значи дека тоа е точно, меѓутоа мора да се испита. И ја затоа барам и разбирање од сите и од граѓаните, бидејќи знаете, секој од нас сака следуваше ли барем извинување? Секој од нас сака до лицето, до семејството. Секој од нас сака да ги дознае сите работи кои што се
да ги откриеме кои се случаите и така натаму. И секој од нас е доста... Излегува дека транспарентноста не е секојаш најдобра алатка, нели? Па, јас, некои така оценуваат, јас лично сметам дека секогаш е најдобро да бидете транспарентни. Дали тоа ќе биде најповолно за институцијата? Сигурно не. Јас кога дојдов во Министерството првиот пат во 2015 година, првата сугестија беше, кога дадов задача дека сите вести ќе ги објавуваме, немојте министре тоа да го правите. Тоа не е добро. И ми кажа како практично ги класифицирале вестите. Радикална ментална реформа сте наметнале. Ова околу аналитиката ве прашав. Може ли да се насети дали се тоа индивидуалци, дали организирана група, дали се тоа служби некои странски, дали се тоа големи сили, ова што ги прават тој вознемирувачки? Има неколку правци во истрагата кои ги анализираме генерално со сите служби, со Агенцијата за национална безбедност, со секоја служба која што е вклучена во рамките на Министерството, со оддел за антитероризам и така натаму, и во неколку правци се развива целата ова анализа која што сите ние ја правиме, заради тоа што, реков, хибридните напади ги карактеризира баш тоа. Предпоставам и дневни комуникации имате со колегите од и службите и вие од меѓутоа, што е најважната работа? Една од клучните работи во делот на тероризмот е јавноста за нив. Тие сака да бидат обзнанени јавно, да бидат сето тоа да се дознава многу и така натаму. Така да во овој дел, како што напоменавте, јавноста, транспарентноста баш не ни оди во прилог на решението на сите овие. Меѓутоа, како и да е, важно е дека во полн капацитет сите институции и Министерството за внатрешни работи функционираат и апсолутно сметам дека и овај предизвик ќе го надминеме заедно. Оливер Спасовски, политичар сте веќе подолго време, иако во годините можеби не сте подолго време. Кој е ваш профил на политичар? Како замислувате вие политичар? Како треба да биде политичарот за наши македонски околности? И како сте вие? Дали сте го достигнале собствената потреба и собствената желба да бидете тоа што сте во политиката? Ете, политичарите генерално треба да имаат профил во однос на професијата и односот кон граѓаните. И тука не се согласувам дека треба да правиме политичари за македонски прилики или за некакви други прилики. Бидејќи секаде во светот политичарите се тие кои што им служат на граѓаните. Второ, политичарите секако прво мора да ги слушнеме нашите гласови критични кои што се наоѓаат во нас. Тоа е клучната работа. Бидејќи, знаете, има обсервација од надвор, ве следат луѓето, ги добивате забелешките, ги добивате критиките, ги добивате пофалбите и така натаму. Ништо тоа не е толку силно колку што ќе може само критичноста во себе да го направи тоа и да апсолутно и само контролата, практично само критичноста е таа која што најмногу сака да ве заштити. И затоа е важно да научиме да разговараме со неа. Секако дека јас како политичар сум еден непоправлив реалист. Сакам да ги гледам реално работите кои што ни се случуваат. Секако со една визија за постигнување на целите кои што ги има на долгорочна основа, не од денеска за утре. Визија која е остварлива. Секако и остварлива визија која што ќе донесе подобро утро за граѓаните, просперитет, напредок, меѓутоа и да бидете реалист во сите моменти. Заради тоа што никогаш не е доволно добро она што го правите во општеството. И секогаш има нешто што можете плюс да направите, да го додадете. Така да пред се принципиелноста, честноста, одговорноста пред граѓаните, да бидете близок со граѓаните, да бидете заедно со народот. Од младешки денови, од основно училиште можеби е прерано, но да речеме од средно, од факултет, се гледавте тогаш во некоја ваква улога, не мислам на министерска, но и генерално на една висока политичка улога? Апсолутно не. Никогаш. Како се случи Оливер Спасовски да скокне во политиката, како токму во Социјалдемократскиот сојуз? Знаете, наследство ли, другари ли, друштво ли? Што се случуваше во тие денови кога сте биле претоставна некаква животна раскрсница, да згаднете на политичката даска?
основно средно образование завршив во Куманово, во мојот роден град, каде што и денеска живеам. И во ниту еден момент не замислував дека ќе бидам дел од политичкиот живот во државата. Кога требаше да се запишувам на факултет, се двоумев. Што е тоа што треба да се одлучам да запишам? Многу беше популарно во тоа време царина експедиција. Конјунктурно, финансиски или атрактивно како професија? Веројатно како професија, баш во тој момент, знаете, независноста на државата, формирањето на со години леглата на корупцијата исто така, не? Меѓутоа, се согласувам. Па веројатно и заради тоа и не одбрав да бидам како превентива, сте можеле да. И сепак се одлучив да студирам на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, на Универзитетот Свети Кирил и Методи. И денеска сум убеден дека повторно да треба да се запишувам, повторно би ја избрал и таа институција и тој факултет. И јас се гледав токму во струката, во тој дел. Се гледав како адвокат, така и започнав како адвокатски приправник и сметав дека тука на професионален план треба да си ја развивам во Куманово. Требаше да си ја развивам својата кариера професионална во тој дел и така натаму. Меѓутоа, во делот на политиката јас влегов практично започнав со активности во СДСМ во 94 година, после наполнување. Тоа ми беше прашањето дали ќе ви одговорам, семејна традиција само бидете трпеливи, ќе ви одговорам. Значи 94-та инаку формално 95-та сум член на Социјалдемократскиот сојуз. И во тоа време имаше повеќе партии веќе на Македонија. Зошто одбрав да бидам дел? Затоа што верував во идеологијата, верував во вредностите, во слободата, во демократијата, во еднаквоста, во правдата и така натаму. И тоа се вредности кои што и семено ги споделуваме, така да можам да кажам дека станува збори за некакво наследство идеолошко и за традиција. Второ, и традиција и во градот од кој што потекнувам. Секако дека пресудно не било моето друштво заради тоа што имало луѓе кои што припаѓаат и на едната и на другата опција или биле со различни размислувања, меѓутоа јас затоа ја донесов мојата одлука и сметав дека може да се допринесе малку повеќе да направиме и за градот и за државата, меѓутоа не амбицирајќи се дека ќе влезам толку сериозно. Чиј партиски кадар практично во СДСМ е Оливер Спасовски, на Црвенковски, на Заев? Видете, јас или само на Социјалдемократски? Јас бев во политиката сите овие години во кои што се сменија многу лидери на партии. И Заев, и Бучковски, и Шекеринска, и Црвенковски, секако и Еве Ковачевски. Јас сум приврзаник на таа теза дека политичката демократија може да трае само ако во нејзината основа лежи социјалдемократијата. И секако дека тоа мора да биде начин на живот, кој што практично ги признава слободата, еднаквоста, братството и така натаму. Така да секоја друга етикета за мене е неприфатлива. Основата е социјалдемократијата. Јас реков, не влегов во политика заради личност, заради било кое име. И никогаш нема да ја напуштам партијата заради личност или заради име. Длабоко, во основата се социјалдемократија. Имате ли во политиката и од младишките денови па и денеска можеби некој идол, некој профил на политичар? Од нашите политичари или од надвор? Од нашите прво, па второто прашање и од надвор, нели? Од нашите политичари идол ми е претседателот Киро Глигоров. Пред се заради споделувањето на истите вредности кои што ги имаме за општеството. Второ, заради скромноста, заради големото искуство, заради мудроста која што имаше, заради визијата која што имаше за државата, филигрански прецизно носење на одлуки кои што можеби во одреден момент не може да бидат разбрани, сватени, и за жал секогаш е тоа така. Кога зборувам за треба времето например, да покаже приемот на Македонија во Обединетите нации. Од фиром, да. И така натаму.
сите тие активности кои што беа превземени во тој дел како председател на вистина направи и со право може да се каже дека тој е татко на нацијата. И при тоа во исто време успешно да се борите да излезете од еден воен конфликт кој што се развива во кога велите нацијата во смисла на државата и на граѓаните во неа, да. Апсолутно, во смисла на државата и на граѓаните. Од светските лидери посакувате да бидете како некој, не мислев на таа позиција, него како формат, како психологија на политичар, како карактер. Нелсон Мандела, заради тоа што мислам дека борец пред се борец за правда. Тој помина 27 години во затвор за својата идеја и колку години беше во затвор, толку години јакнеше отпорот против апартеидот. И на крајот победи тој. Односно, победија сите оние кои што се бореа против апартеидот. Победи правдата. Долго години сте, реков и на почетокот, политичар, бевте и во неколку мандати и пратеник. Кои моменти вакави ви биле најтешки што не сакате да се повторат поради некои внатрешно партиски превирања или во државата воопшто? Кога сте рекле не можам јас натаму или никогаш тоа не сте го рекле и кој момент ве терал да се предомислите да продолжите или да се вратите во адвокатурата? Успех во било која работа немате ако не сте цврсти, ако не сте истрајни, ако не сте насочени кон тоа што верувате да го реализирате. Секогаш ќе има нешто што ќе биде добро и нешто што ќе биде разочарување. И сум имал и едни и други моменти. Убави моменти за државата, за општината, убави моменти за се што сме работеле заеднички и многу лоши моменти. Одат едно со друго. Вие рековте на почетокот, сакате да слушате и добри вести, но лошите се поатрактивни за јавноста. Ајде, открите која ви од полошите некоја ситуација. Затоа викам дека тука заеднички мора да го смениме тоа. Јас разбирам дека лошите вести секогаш се поголема сензација. Се продаваат поскапо, да. Медиумите многу полесно ги продаваат, меѓутоа ајде да се потрудиме некогаш и добрата вест да ја продадиме сите заедно. И на тој начин ќе ја смениме перцепцијата. Знаете, секој зборува за перцепција, секој зборува за градење на јавно мислење, ама не може да очекуваме дека еден човек ќе го направи. Инаку, ајде ако зборуваме за тоа кои биле лошите моменти, ќе споменам неколку што се важни. Ќе го спомена 24 декември, така наречениот црн понеделник, во кој што не изфрлија пратениците на опозицијата заедно со новинарите од собранието. Тоа е црн ден за демократија. На 24 декември исто ви изфрлија. За 24 декември зборувам. За тоа зборувате, а не за 27 април. За 24 декември зборувам прво 2012 година. Симпатични слики, не? И парламентарците и медиумите. Вториот настане 27 април. Министре, на тие што ви сврлија тогаш на 24 декември, сега сте им предпоставен во министерството. Да. Како оди комуникација? Добар ден, има ли? Видете, не ги наоѓам јас виновни оние кои што добиле наредба да извршат. Таму е клучниот проблем, затоа што не се процесуираше ниту еден кој што тоа го направи. Добро, но да носи одговорност. Наредба може и да се одбие, нели? Наредба може да се одбие ако таа е спротивна на законот. Меѓутоа, услови на режим, не превземена ниту една мерка од страна на обвинителите во тој момент, мора да има одговорност за целиот тој процес. Јас кога зборувавме за 27-ми, јас ќе видите и во говорите, ако ќе вратиме во собрание, во моите говори, во стенографите, ќе извадите дека постојано укажував одговорница. Ако не го расчистиме случајот со 24 декември, ќе не се случи нов случај. Не се расчисти тој. И не се расчисти, немаше ни оби да се расчисти тој. Јас ќе ви кажам дека во тој момент вработените во МВР кои што учествувале во акцијата беа наградени со некаде по 12.000 денари на плата од тогашната министерка. За силата што употребија? За силата што употребија. Има и луѓе кои што не добиле награда заради тоа што не сакале да употребат сила во тој момент. Меѓутоа,
Она пак што се случи на 27-ми, затоа инсистирав, мора да се расчисти до крај. Тие се, би рекол, неубавите Ако моменти. Ако добро ве разбирам, ги поврзувате тие два настана, немаше се случи можеби во таков обем вториот, ако се расчистеше првиот, така? Тоа е повеќе од јасно. Ако се гледа дека првиот пат никој не носи одговорност за напад на институција, зошто би се мислел некој да го направи по втор пат тоа? И ако не го расчистите по втор пат, зошто ќе се мисли да биде и по трет пат? Тешко дека некој сега ќе влезе во американскиот конгрес на сила после расчистување. Не можете да ги оправдате работите и да кажете да, се случило еднаш. Направил било кој некаков криминал еднаш и ќе биде не. Заради тоа што пораката која што се праќа до сите останати е многу лоша, заради тоа што вие ја праќате пораката дека и тој вториот што ќе направи дека не треба никаква одговорност да има. Ќе го споменаме прислушувањето и тоа беше едно од тешките моменти. Ќе споменам преговорите во Пржино. Секогаш имало моменти во кои што јас, колегите мои со кои што сме работеле заедно, преговарале, јас сум имал денови заедно со нив во кои што сме сметале дека сме до зид веќе, немаме каде понатаму. Секогаш ќе размислите малку и ќе се отворат нови перспективи. Значи, нема никогаш точка за станување, секогаш треба да се барат излезни решенија. И мора да ги најдеме. Министре, ве враќам сега на вашиот службен терен. Зборувавме на почетокот нешто за нашава држава, Република Северна Македонија. Сепак, може ли вака поотворено да детектирате или овде во студио заедно да детектираме кои се сепак неврологичните послабите точки на безбедност, на воопшто на внатрешната безбедност, исклучувајќи ги оние тектонски глобални движења сега со војната, кризите и така натаму. Има ли Македонија внатрешен непријател, луѓе кои не посекуваат добро, криминалот, корупцијата до тој степен ли е да може да се случи да атрофираме институциите, не функционираат и така натаму. Каде вие и како граѓани, но сега како најодговорно лице, едно од најодговорните за безбедност, да ги лоцирате. Предпоставам дека имате анализи, правите во Министерството, разговарате со колегите кои имаат и големи искуства во аналитика, во следење и така натаму. Да. Странски служби. Значи, кој сака да ни ровари? Кога зборуваме за безбедноста генерално, не можете да ги отделите глобалните ризици и предизвици кои што се во делот на безбедноста, заради тоа што тие не одминуваат. Напротив. И во однос на справувањето со тие предизвици, сигурно дека имате секундарни влијанија кои што допринесуваат за криминални активности од друг аспект. Например, миграцијата. Таа е 2015 година актуелна како глобален проблем. Иако миграцијата не е од 2015, тогаш добива на интензитет. Миграција секогаш имало илегална миграција. Меѓутоа тогаш добива на интензитет. 2015-2016 1 милион и 100.000 мигранти поминале низ територијата на државата. Сега тука кримчарењето на мигранти, трговијата со дрога, кримчарењето на оружје и така натаму, значи секогаш е поврзано со транснационалниот криминал кој што го имаме и нормално организираниот криминал и корупцијата како феномени во општеството не кај нас, секаде во светот. Меѓутоа, овде, на овие простори, мислам дека се уште треба да се јакнат многу механизмите на заштита, антикорупцијските политики, елементи на заштита и во институциите. Знаете, перцепцијата и во јавноста се гради таква перцепција дека во државата треба да се одработи да нема корупција, да нема криминал. Значи, тоа не е вистинската цел. Ние, да, треба да се сведе на минимум, меѓутоа како? Преку мерки, преку инструменти и таму кој ќе се појави било каде криминал и корупција, ефикасно да реагира системот. Тоа е одговор прав на може да констатираме или ќе погрешам дека се уште ни се преслаби институциите, генерално сите низ призмата на безбедноста. Не, констатацијата дека се преслаби не е реална. Заради тоа што ако се преслаби... Не мислев на Министерството, генерално на институциите. Финансиски полиции. Генерално зборувам јас. Значи, ако се преслаби сите служби, тогаш овие индикации кои што ги имаме во делот на безбедноста нема да бидат на тоа ниво. Меѓутоа, дали може да се јакне капацитетот на сите служби? Уште да.
И тоа многу треба. Криминалот нема граници. Мене ме обвинителството и интересира така поради гледачите и на оваа емисија, кога зборуваме за шверц на мигранти, на не знам оружје, дрога и така натаму. Поготоа за мигрантите, тоа се поединечни случаи што вака ги фаќате по патиштата, превезуваат и така натаму, или тоа се организирани системи кои се поврзани како мрежа во регионов или уште пошироко. Една работа е во делот на миграцијата илегалното преминување или обидот за илегално преминување. Зборувам за помагачите и тие што тоа профитираат. Ние ова година имаме зголемување на обидите за илегално преминување, ако споредиме за истиот период, да речеме, од 2021 година. Меѓутоа пак имаме намалување ако го споредиме периодот во 2020 година. И затоа, кога говориме за државите од регионот, Северна Македонија е една од државите која што во овој момент ги има најдобрите услови, најдобрите резултати во справувањето со миграцијата. Вториот момент е криумчарењето на мигрантите. И тука е клучната работа. Значи ние имаме зголемување двојно, речи се од 2021 до 2022, истиот период, првите 9 месеци ако ги споредиме, имаме двојно зголемување во ефикасноста на откривањето на мигранти. Значи постојат групи кои што се со лица и од државата, кои што имаме и странски државјани, најчесто тоа се лица кои што се практично мигранти, кои што ја поминале рутата и кои што понатаму учествуваат во го знаат патот, нели? Го знаат патот, знаат да ги направат комуникациите со луѓето и така натаму. Меѓутоа голем дел од овие, би рекол, нелегални активности, благодарение на таа стратешка поставеност на целата територија на државата, ние имаме одлична ефикасност. Уште збор-два за институциите сепак, од правосудството до, не знам, институциите заложени за откривање на финансиски криминал, финансиска полицијата, нешто што не е во ваша надлежност, но вклучително и Министерството за внатрешни работи. Која е нивната кондиција? Ние зборуваме, сме некаде при врвот и во регионов, да не спомнам за Европа, по корупција. Точно е дека таа не уништива и ја има секаде, но кај нас е драстично. Секоја власт, како велат, милува, но корупцијата урива. Социјалдемократскиот сојуз во коалиција, нели, и со ДУИ и со другите своји партнери е на власт. Колку го чувствуваат товарот, дали во партијата, дали во институциите, дали вашите кадри што се по институциите разговараат на оваа тема, дали има некаква, би рекол, партиска контрола, партијата на своите кадри што ги испратила по основни изборни резултати и на освојува власт во институциите. Таа промена на кадри некако спороди и минатата влада најави една метла, втора метла, не знам, вие нешто најавувате од време на време, ветинг некој се спомнува, но јавност има впечаток, можеби грешам, дека тоа не се случува така брзо, дека не секогаш имаме најквалитетни, макар и партиски кадри на места што заслужува, на кои заслужува. Генерално, кога зборуваме од овој аспект, треба да се гледа на сите институции. Тука сте во право. Значи не е само една институција која што може да го води тоест менеджмент или систем во делот на безбедноста. И финансова полиција, агенцијата за финансиско разузнавање, безбедносните служби, јавното обвинителство, судството и така натаму. Сега ако збориме за тоа дали имаме напредок во јакнењето на капацитетите во сите овие институции во изминатите години, да, имаме. И тоа е евидентно по многу сегменти. Меѓутоа, дали секаде во секоја институција напредокот е доволно добар сега во момент, секако дека не е. И тоа се чувствува во делот на резултатите. Знаете, имате состојба во која што перфектно ќе се заврши одредена истрага и некаде предметот ќе застане во јавното обвинителство, во судството и така натаму. Граѓаните ќе јакнат довербата ако го видат крајниот исход од целиот тој предмет. Инаку, бадијала ние можеме да зборуваме дека X особа, која што е во одредена постапка, ако на крајот нема реализација да се лежи во сега, ако зборуваме за партијата па нема влијание, во правосудните нема влијание, меѓутоа во креирањето на законската клима, тука е одговорноста на партиите од власт. Инаку не во изборот на лицата, бидејќи тоа е веќе на некаков друг начин направено. Инаку, ако погледнеме кои реформи се направени до сега, реформата во следењето на комуникациите, реформата во безбедносните служби, посебен одел, односно национален центар. Него земате прашањето, вие сте министер колку години веќе? 6 години прилика. Во министерството. Да. Под ваше водство, последниве 3 години, на тој новиот мандат,
Што може да се пофалите, а што да се покудите и сами од себе или нешто што не е остварено, што вие посакувате да се дотокми во тоа министерство, Значи, тогаш да има таа кондиција, многу е во која важно- граѓаните не само што ќе веруваат, него ќе биде ефикасно Да. и однатре многу е важно да ги определите приоритетите и да почнете со активности кои што се важни да ги отстранат негативности кои што беа. тоа ми е прашањето, кои се реформи сеќавате што вие ги дека даваат резултати. извештајот од Прибе во тој момент основата ја имаше во делот на безбедноста, односно следењето на комуникации и безбедносните служби. И тоа се реформите кои што ние ги направивме исклучително добро. Направивме систем кој што денеска функционира. Втора реформа која што е многу важна беше јакнењето на внатрешната контрола на полицијата и интегритетот преку одделот, воспоставување на надворешен механизам на контрола преку одделението кај Народниот правобранител, воспоставување на посебно одделение во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал од обвинители кои што ќе се занимаваат со престапи на полициските службеници. Понатаму формирањето на Националниот координативен центар за борба против организиран криминал со седиште во МВР, формирање на посебен оддел за водење на финансиски истраги. Ако земете дека до 2017 година само 3 финансиски истраги се водени и конфискации на имот, повеќе од јасно е дека тоа е потребно, бидејќи се е џабе ако вие тоа што е криминално стекнато им го ставите понатаму да функционираат со него и да прават ново богатство. Сега тој дел на финансиските истраги преку стратегии така натаму се зголемува. Се зајакнаа многу капацитетите на сајбер безбедноста. Горцу многу на оддел за информатика и телекомуникации за градбата, односно на градбата на новиот ИКТ центар во Прилеп, за заштита на податоците кои што се електронски, меѓутоа и на промена на целиот електронски систем во МВР. Ние имавме информатички систем кој што беше од времето на бивша Југославија, 80-тите години. Тој систем од 80-тите години не може да менува податоци и информации со други институции да се олеснува процесот во делот на работењето со државата. Градењето на новиот центар за форензика, подобрувањето на услови за работа на полициските служби, 78 објекти реконструиравме, енергетски ефикасни, набавка на опрема, на униформи и така натаму. Например, возилата 50-60 години стари во единицата за поддршка и обука, ПЕП, така позната, тие сите беа 50-60 години стари возила, сега се заменети со нови функционални возила со помало трошоци и уште многу други активности кои што ги има. Помош има и од партнерите, од пријателските земји, држави, донации и така натаму. Во рамките на целиот тој систем, задача на менеджментот е да обезбеди финансиски средства и да обезбеди опрема. Постојат многу начини. Буџет, поддршка од партнери, проекти од ИПА фондовите, така натаму. Сето тоа е искористено. Сега, што е тоа што не сме направиле можеби доволно? И сигурно дека има и многу сегменти. Сметам дека во делот на дигитализацијата, ако е од разбирлива причина, реков дека информатичкиот систем беше стар и така натаму. Меѓутоа, јас лично чувствам дека дигитализацијата на институцијата ќе допринесе многу повеќе и за подобрување на услугите на граѓаните, меѓутоа и за намалување на тие коруптивни влијанија внатре во институција. И тоа е нешто што сега практично го работиме. Така да, секаде ако ги погледнеме сите институции имаме напредок, некаде повеќе, некаде помалку, од причини кои што се, јас сум за тоа секогаш да се анализираат состојбите и таму кај што има потреба се прават кадровски. Министре, она што во рамките на ова прашање што и граѓаните мислам посебно ги интересира, тоа е вие во два наврата спомнавте за внатрешните контроли и надворешна контрола на припадниците на Министерството, на полицијата, посебно на полицајците активни што се на теренот. Граѓаните има доста и поплаки, не ги исклучувате. Како функционира таа внатрешна контрола? Има ли казни, суспензии, не знам, до престанување на работен однос за поголеми прекршоци? Кој одделение тоа го следи и колку ние граѓаните имаме право да се пожалиме и да добиеме сатисфакција дека некој полициски службеник не се однесувал така во рамките на своите овластувања и надлежности? Тоа беше клучниот момент да го зајакнеме прво тој систем. Ние имаме посебен оддел за внатрешна контрола. Тој трпеше критики порано затоа што беше само внатрешна контрола. Во таа смисла прашувам. И професионални стандарди.
Клучната работа беше јакнењето на интегритетот на самите полициски службеници кои што работат во одел и јакнење на интегритетот генерално во полициската служба. Ако ви кажам дека повеќе од 300% се зголемени предметите или обемот на работа на внатрешната контрола, доволно ќе говори за тоа дека многу интензивно, практично на секоја една поплака од страна на граѓаните во делот на постапување на полициските службеници се постапува со внатрешна контрола. Резултатот кој е? Од опомени, преку парични казни, се до најстрогите казни, отказ од работното место. И вториот момент, имаме вклучување веднаш кога за тоа и се исполнети услови, односно имаме законски престап на јавното обвинителство на оделението кое што се јави. Паралелно и оделението кај народниот правобранител е постојано како надзор во работењето. При такви случаи претпоставувам нема колегијалност. Не може да има. Контролите си ја вршат работата не може да има, заради тоа што правилниците, прописите, законот. Секако. Тоа беше целта, значи да немаме селективност во постапувањето и да не бидеме нетрансparentни. Моето следно прашање во ова е околу, претпоставам дека ќе бидете посебно горди на резултатите што според вашите евиденции ги остварува Министерството во рамките на сообраќајот, на безбедноста на сообраќајот. Деновиве слушав некои информации дека се намалили и несреќите, и жртвите и така натаму, и тоа оди на надолна линија за среќа. Дали е тоа резултат само на казните? А видите, генерално ветивте дека ќе ги намалите, мислам дека не ги намали оваа влада казните, ги оставивте исти или јас грешам? Грешите. Значи ги намаливте, но интензитетот на казни е зголемен веројатно. Дали тоа влијае врз безбедност? Иако вие рековте и на почетокот и свеста и совеста треба да работи кај граѓаните. Малку страв не е на однес за да си заштитиме животите и нашите и на другите. Секако дека секој еден аспект што ќе ни придонесе да бидеме една побезбедна средина. Знаете како расте местата на оценките кои што ги има во делот на безбедноста, така мора да паѓа и криминалитетот. И јас со задоволство можам да констатирам дека сите овие години, од 2017 година наваму, секоја година се остваруваат подобри резултати од претходната година во смисла на намалувањето на криминалитетот. Оваа година за првите 9 месеци имаме некаде за 10% вкупен криминалитет намалување во државата. Безбедносните контроли во делот на сообраќајот се исклучително важни. Иако што е клучната работа? Да сватиме дека безбедноста не е една институција. Безбедноста сме систем. Ние. И тоа е систем. И кога зборуваме баш за сообраќајот, мислам дека е многу важно да имаме и добар образовен систем со добро образование, едукација и воспитување од најмали нозе, заради тоа што сите навики кои што ќе ги стекнеме во тој период од нашето детство, понатаму ќе ги имплементираме во целиот живот. Така да тука и таму има поплаки. Ова година очекуваме дека ќе биде двоцифрена бројката за прв пат на жртви во сообраќајните незгоди. Од 100. Иако за мене е и една жртва во сообраќајот. Сигурно. Многу важно. Ќе ве задржам уште што се вели неколку секунди на оваа тема. По социјалните мрежи се забележуваат, а и вака во живот, во разговор со луѓето, поготово во ноќните смени, овие полицајците или со гранична полиција пишу или не знам кои патроли, 20-тројца од локалните станици ги застануваат, па некои велат ме пратија по пица, други по штека цигари, ми ја вратија, проложив нешто, нели? Има такви појави. Имате ли сознание? Ова ќе речеме сите, добро, ситно, малку нека научат и младите без дозвола да не излегуваат во 2 сат ноќе или да не возат брзо, ама има и добра волја да ги пуштат ако малку се почастат. Не, значи има и човечки слабости, не велам не. Дали ги имате тие сознанија на терен што секогаш се случува со службениците на терен и нивната комуникација со луѓето? Меѓутоа, тие човечки слабости како можеме да ги елиминираме? Може многу да ги коштаат тие службеници. Можеме да ги елиминираме ако сите заедно се спротиставиме на таквата појава. Значи, да не одиме по штека цигари, апсолутно треба да пријавиме за таа работа. Да, ама ќе не казнат тога затоа што без дозвола сме возеле. Без разлика. Значи без разлика, ние системот мораме сите заедно да го градиме. Не може да биде добар системот
Ако на мене не ми се пише казната, а ви се пише на вас. Имено. Значи, ние мораме да бидеме свесни да ја носиме одговорноста за тоа што го правиме. Инаку, последниве месец дена, да речеме, имаме неколку случаи во кои што граѓаните пријавиле дека има такви незаконски действија, злоупотреби и се преземени мерки, тие се суспендирани, полициски службеници од работа. Друго сакам да ви кажам. Значи, граѓаните да знаат. Сите радари во државата, а сега има 55 радари за ноќно снимање и околу 120-30 радари кои што се за дневно снимање. Сите се дигитални, софтверски поврзани во еден систем во кој што можеме... Нека знаат граѓаните, мене не ме објаснувајте зашто постојано сум им таму гледам, си ги гледам снимките и си ги плаќам казните. Тоа значи дека треба прво да внимавате малку повеќе во делот на сообраќајот за да немате казни. Чувствувам по џебот веќе, само од тој аспект внимавам повеќе, инаку можеби брзото возење вака ми влегува и останало нешто од младоста, од провокирањето. Сакам друго да ве прашам. Само да докажам дека и радарите, и дрегерите, тој податок не може да се брише. Тие податоци ги имаат веќе оставено и контролата може лесно да се направи, така да полициските службеници не можат да прават. Сега да прашам околу овие уличните камери за прекршоци и на отворените патишта функционираат или уште тоа не профункционира? Тој систем во околните земји, ако возите пребрзо, кој ќе дојдете на граница или се враќате од граница, тогаш ви наплаќаат казната, бидејќи ќе ви покажат дека некаде на некоја локација сте возеле повеќе од дозволено. Овој систем, да знаете дека кој што е направен така наречен Safe City систем, се користи само во делот на јавната безбедност, односно наблюдување. Значи не бил систем кој што бил направен за да може да имаме казнување во сообраќајето. Сега во моментот тече проектот, јас очекувам дека многу брзо, можеби до јуни 2023 година ќе биде воспоставен целиот тој систем. Неодамна за еден таков проект бевте сведок на суд. Тој проект не профункционира, пропадна. Ќе си реши судот веројатно што се случува. Тоа не е проект на МВР, тоа бил проект на владата. Нека правосудните органи нека си го дадат својот глас таму. Сакам да ја вратам на да глобализирам малку при крај сме со минутите. Отворен Балкан. Не профункционира се уште во делот на граничните премини. Каква е соработката? Што таму треба? Софтверски или нешто? Да се дигитализира ли нешто? Македонија, Србија, Албанија? Како ние граѓаните помалку да чекаме? Не само ние истопанственици и камионџиите. Тоа е една добра иницијатива која што мислам дека и во рамките на Берлинскиот процес сега е покриена, со која што практично ќе се овозможи и тоа го знаеме, но теренот како не ни функционира, во таа смисла прашувам. Така да, крајната цел на овој проект треба да биде преминување без застој на државните граници помеѓу Северна Македонија, Србија, Северна Македонија, Албанија и обратно. Со една контрола. Крајната цел е да нема контрола. Значи да дојдеме ние до состојба во која што ќе нема контрола. Европски модел. Ние практично имаме сега една контрола на излез и една на влез, заедно со Србија. Сега на заедничката седница со Советот на министри на Албанија, што ќе имаме на 14 овој месец во Скопје, ќе се потпише договор во кој што таквата работа ќе ја направиме на Ќафасан. И на крајот, во рамките на целиот тој процес на Отворен Балкан, ќе се креира, дали ќе е тоа електронски систем, дали ќе имаме бази на податоци, се што е потребно, ние сме подготвени и државите веројатно од соседството за да го направиме и да имаме посебни ленти во кои што нашите луѓе ќе преминуваат. Сега знаете дека се потпиша многу спогодби во делот на признавање на образованието, за работната сила и така. За дело што е во ваша надлежност. Видна и Фронтекс главоболка плюс одговорност поголема. Да, и задоволство плюс. Знаете, тоа беше договор кој што некој ќе рече долго се преговараше, не се преговараше долго. 2016 година декември месец 2016 година декември месец Европската комисија даде така да речем можност да се потпишува договорот со Фронтекс со трети земји. Ние веднаш формиравме работна група за преговори, го испреговаравме и во јули, практично 15 јули 2018 година се потпиша договорот, односно се парафираше усогласениот текст на договор, јас и тогашниот
еврокомесар за внатрешни работи Аврамополос во Брисел. Меѓутоа, пречката беше од страна на Бугарија, бидејќи договорот е на македонски јазик. Јас не отстапив, реков, таква е работата, да, мора да се потпише на македонски јазик или нема да го потпишеме договорот. Се случи И помина, 4 години од тогаш, и сум среќен што првиот договор потпишан помеѓу Европската Унија и Северна Македонија. Малку дипломатски инејат не било на одмет, нели? Па видите, Или прегруп е овој терминот? Не е дипломатски инејат. Тоа е јасен став кој што го имате. И дека не може да дозволите никој да ве гази и да го гази достоинството на државата и на граѓаните. Не газат вербално, Не, тие не газат, меѓутоа не смееме ние да дозволиме да не газат. Така е, се согласувам. И самите себе си. Затоа реков, се изборивме, го направивме договорот, сега. Так. И тоа ќе остане запишано дека граница, и оваа влада и македонскиот јазик влезе и во Европската унија, сакал некој или не сакал. Прашањето ми е, ве враќам во партијата сега. Полесно е да се биде во опозиција, поодговорно е нормално да се биде во власт, но единството на партијата каде е посилно? Како е Социјалдемократскиот сојуз, како денеска цените кондицијата на вашата партија, внатрешната структура нејзина? Кај да избори ќе дојдат? Клучот на успехот на секоја политичка партија е во единството. И тоа ми е прашањето, да, како е вашата оценка од 1 до 5? Сега во моментот можам да кажам дека навистина во структурите постои единство. Дали ќе се појават спорадични разногласија заради некакви лични мислења, интереси и така натаму. Да, ќе се појават. Може би демократски побуди. Тоа е нормално, секако дека и демократијата или практицирањето на демократијата секогаш во Социјалдемократскиот сојуз било многу посилно отколку во десно ориентираните партии, и тоа не е кај нас само, и тоа да признаеме, него е и во Европа и така натаму. Направи вашата партија Револуционен чекор со избор на председател на непоследни избори. Ветено беше дека и на општинските организации тоа ќе се случува. Разговарате ли за тоа или се уште рано е? Се чека пред Конгрес или се откажавте од таа идеја? Двајца председатели избравме на непоследни избори. И тоа се покажа како Но тоа не е статутарно бетонирано се уште, нели? Во однос на општинските организации? Не е. Ние првично направивме 2017 година избор на кандидат за градоначалник на непосредни избори како проект пилот во Охрид и во Крушево. Како е базата за тој тип на... Апсолутно мислам дека е многу важно луѓето да се почувствуваат дека се дел од призма на демократизација на политичкиот живот и на политичките партии во клучната работа, знаете кој е најсилен проект? Во Америка имаат избори сега или председател, тоа се е транспарентно, јавно. Знаете кој е најсилниот проект? Правобранител, обвинител сега одбравме нели на во кој што секој ќе се чувствува дека дал придонес во таа работа. И тогаш кога ги одлучувавме кандидатите за градоначалници и во Охрид и во Крушево, секој еден член на партијата се чувствуваше како човек кој што дал придонес во делот на изборот и победата на партијата во тој дел. Така да мислам дека и во општинските организации за мене е прифатливо да се избират. Ја почнав оваа тема околу партијата, тука и таму има и некои аферички или афери, опозицијата поготово мора да пане, нема ден нешто да не извади од, не знам, непријавени имоти и така натаму. Повеќе се памфлети политички, ништо не завршува во правосудните, нема докази или само е, како се вели она, пумпање на рейтинг на тој грб или што е тоа што во социјалдемократскиот се случува? Дали разговарате за тоа што опозицијата, например, излегува јавно и обвинува за разни тендери, не знам, за афери? Многу јасно е да се извлече заклучокот благодарение на сето тоа што се следи во јавноста. Ке се најавувам помпезно, не знам, ке извадиме... Така, прашувам, дали вашето министерство некогаш има некаква надлежност да побара, ако имате доказ, да ја доставите ги да видиме што прави? Дали ги барате? Дури отвараме и постапки по службена должност и ние обвинителството во овој дел. Така да, никаков проблем. Вие знаете дека јас самиот за себе поднесов пријава во делот на испитувањето на имотот, па на крајот добив дека тоа нема врска што се објавува во јавноста. Меѓутоа, што беше поентата? Ке излезе опозицијата, ке држи пресконференции, ке обвинува за нешто и при тоа никој не превзема никаква друга постапка во делот на откривањето. Затоа ја поднесов јас тогаш пријавата во Државната комисија за спречување на корупција. Да има постапка официјална која што ке има
тек и на крајот ќе заврши со одредено решение. Куманово политички го изгубивте? Не. Ни политички, ни идеолошки. Направи Заради тоа што партијата некаде заради тоа што на последните локални избори заради тоа што погреши сметам некаде? дека веројатно има и грешки кои што се прават. Меѓутоа, секогаш тие непринципиелни коалиции кои што се прават од интереси и така натаму, не во делот на идеологијата, тие се обично експлозивни во одреден момент, на крајот спласнуваат и луѓето ги ценат резултатите кои што јас длабоко верувам во граѓаните на Куманово, во нивната самосвест, во нивната сила, револуционерност и така натаму, искреност во носењето на одлуките, во мудроста и така натаму. Таму, сепак, Куманово е градот кој што практично ја создава и народно-ослободителната борба, и тие традиции не само што ги негуваме, ние ги чуваме и ги пренесуваме од генерација на генерација, и тука практично во близина на Куманово е формирана и македонската држава. Така, тоа се традиции кои обстануваат, Така. а сето друго е и треба да се цени на основа на резултати. Вашиот пиар, ако може да заклучам и од некој мој професионален аспект, ценам дека одлично работи. Предпоставам дека и вие инсистирате се да работи одлично па и пиарот. Е ли тоа некоја доктрина на транспарентност, министрот да го има со сите активности, да нема ништо сокриено од јавноста, или тука сепак лежи и една природна политичка амбиција за утре да се гради, нели, и на тамошна политичка кариера, може би до степен на прв човек на државата? Или се уште е рано да Оливер Спасовски да размислува за тоа? Би било може би па премногу двајца кумановци да се на двете клучни функции, нели, во државата. Како размислува ли нешто Спасовски или прерано е за било што? Прво, важно е да функционира секој дел, и на мене ми е задоволство кога ќе чуеме вие дека кажувате дека функционира пиар тимот. И тоа е начин на функционирање на раководството на МВР. Сакаме да бидеме одговорни и транспарентни. Ке речете зошто тоа го правите? Никакви лукративни причини. Тоа го правиме за да бидеме транспарентни, отчетни пред граѓаните, да ги имаат сите информации во реално време што ни се случува во државата, кои мерки се преземаат. Не секогаш се пријатни информациите кои што ние ги објавуваме. Такво е министерството. И не секогаш се добри тие секторот информации. е тој, нели? Меѓутоа, не може заради тоа што тие не се добри информации, дајте сега нема да ги пласираме пред јавноста. Напротив, јас сметам дека и единствената причина заради која што тоа го правиме Так. од Колку оваа брзо аспект. минува Сите времето, други прашања нема да ќе се заборам да разгледуваат во ве наредниот прашам на период. крајот на ова прашање уште еднаш да додадам политичките амбиции натаму или прерано е прашањево? Затоа реков, сите аспекти понатаму ќе се анализираат. Постојат органи на партијата, постојат сегменти во кои што ние ќе разговараме, знаете, само една работа мора да биде јасно. Ниту една политичка амбиција, неостварена желба во политиката или функција не сме да биде жртва државата, граѓанинот или партијата. Значи, не сме да биде товар, таа политичка позиција или политичка амбиција на било кого, па нека и на Оливер Спасовски, ниту за СДСМ, ниту за Македонија. Слободен печат, слободна телевизија, интервју на крајот. Мој соговорник денеска, министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, ви благодарам. Благодарам.